Добро вечер, почитувани гледачи. Охрид е посебен по многу нешта. Охрид го сакаме ние кои што живееме тука, а Охрид го сакаат и оние кои што барем еднаш дошле и го посетиле. Автентичен е по неговите природни убавини, но и по културното наследство што го има. Од неодамна се формира едно здружение кое што е наречено Здружение за заштита и афирмација на културните вредности Совест. Вечерва под лупа ќе разговараме со председателот на ово здружение, господинот Михаил Трендафилов Нанчев. Добре дојдовте во ТВМ и во телевизија ТВМ и во емисијата под лупа. Добре ве најдов. Господине, повеќе ве знаат како Нанче, така ќе ви се обраќам јас низ емисијата. Господин Нанче, на самиот почеток еве ова здружение од неодамна е формирано. Еден интересен наслов Совест. Од каде се јави потребата за формирање на едно вакво здружение и која е всушност целта? Што е она за што вие се залагате? Чија совест треба да разбуди ова здружение? Па мислам дека во последниве од формирањето на нашава држава 27 години се наталожија толку многу работи, толку работите одат во несакан тек, толку сме разочарани од разноразни толкувања, просто од играње, прикажување на работите кој како ќе му тегнет од институции, така да ние чувствувавме една потреба што како ние како граѓани можеме да направиме за Охрид, а после и за Македонија. Не сме скромни да останеме само на Охрид. Културните вредности за Охрид се број 1. Градот ни е познат преку култура, не е од вчера. Сакавме, посебно гледајќи ги политичариве како нон-стоп се повикуваат на граѓаните. Граѓаните вака, граѓаните така, граѓаните вака, граѓаните така. И во еден момент одлучивме, па види вака, овие имаат право политичариве, граѓаните, па ние шо сме, не сме ванземајци, ние сме граѓаните. Од кого чекаме? Никој нема ти поможе, ако сам не си ни поможеш. Можеме ли да се организираме? Имаме доволно паметни луѓе, меѓутоа, знаете што имате интересна работа. Имат паметни луѓе, ама имат луѓе паметни, а уплашени, скријани, не сакаат да се експонират, не знамо што се плашат. Ако не изгледиш на крајот, нормално ќе се направат некои грешки во кораци, меѓутоа тие да не бидат грешки направени со зло, ако се со чистина, со душа, све ќе си дојде на свое. Така да сметам културни вредности. И меѓу другото, овде ќе заборавам да речем нешто. Бевме разочарани од Советот. Како функционира еден Совет? Не е само тоа за Охрид, за сите градови во Македонија. И самото име Совет ни асоцираше на совест. Дали можеме да бидеме совеста на Советот? Бевме разочарани... Како некои коректори. Како коректори, да. Ако јавно настапиме, сигурно некој ќе рече, чекај, немојме ние туку така да ги отфрлиме овие. И бевме, знаете како е, на некој начин згрозени, нон-стоп во тој Совет се дешава црно-бело. Едната партија, другата партија, едната партија, другата партија. Си велиме, па добро, ние интереси на кого застапуваме овдека? Партијски или нас ни е интересен градот Охрид? Сметаме дека и на едните и на другите градот Охрид им е на прво место. Ако им е на прво место, дали можеме то црно-бело некако да го осветлиме? Затоа што кога ќе измешаш црно-бело, настани сивило. Во сивило не сакаме да живееме. Остаревме во овие 27 години, ни помина векот. Сега да видиме дали ќе можеме преку совест да бидиме на нив совест, дури евентуално да влегвиме на нивните совети, да дискутираме. Немат ништо овдека ДПМН, СДС, македонци, албанци, турци. Луѓе, живиме во еден град, живиме еден век кој во историски е ништо, меѓутоа за нас е то ништо све.
Овај живот го имаме, немаме некој друг. И затоа се одлучивме. Реков дека Охрид е посебен по многу нешта и ако не си го зачуваме она што е наше автентично, по што сме препознатливи, навистина ќе го изгубиме белегот на овој град. Многу несрекни решенија во годиниве наназад се донесоа за градов. За жал, немаше некоја критична маса која што јавно ќе проговореше за тоа, па можеби ќе успеевме и да ги стопираме некои од нив, но никогаш не доцна за да се почне од некаде. Еве сега ќе имаме нов состав, веќе имаме нов состав на Советот, тој ќе почне да функционира, имавме конститутивна седница, па како што рековте, вие преку вашето здружение, кое што секојдневно се повеќе број, се поголемо членство и симпатизери, кои што се на ова здружение кој што нема никакви партиски бои или предзнаци, туку само интересот на градот, па можда ќе бидеме и навистина коректор на некои одлуки кои што ќе се носат. Сега, Здруженијето Совест стана така познато, повикано во јавноста од некаде пролетта оваа година, кога започна да се случуваат некои градежни работи на Липашината џамија. Од тогаш почна да се споменува името на ова здружение во јавност. Зошто токму тогаш? Значи, што беше тоа што ве испровоцира, што ве иницира да станете погласноговорни? Па знаете што, чашата се прелива за една капка. Значи, не треба многу кузне какви работи да се десат за во еден момент да излезе нешто на виделина. Све имат причина и повод. Така акумулирани работи имаше едно чудија. Меѓутоа, ова спонтанно излезе. Замислите на нашиот најголем христијански празник, Великден, се дешаваат работи на Липашината џамија и им се повреди работник. И то некако одекна. Замисли, сите сме ние малци суетни, горделиви, не ни падна добро дека тие на тоа место, на нашиот најголем христијански празник, тие работат. И то направи некоја иритација. И беше како иницијална каписла и почнавме да испитваме што е тоа што тие на нашиот најголем празник работат. Затоа што ние сепак, да се разбереме, ги почитуваме нивните празници и мислам дека е светото нормално. Честитаме едни со други, умни луѓе секогаш ќе се најдат начин. Почнавме да чепкаме. Дојдовме на лице место, прво ја видовме таблата. Таблата се имат што све на незе треба да имат. Меѓу другото, на незе немаше одобрение за градба. Значи, се клават одобрение за градба, датум, број, сите тие работи кои што се со закон пропишани. И нас ни стана сумњиво што е работава, почнавме да чепкаме, излезе дека тука, меѓу другото, треба да се прави и минаре со висина од 11 спрата, 32 метра. Дали за ова, значи за овој проект претходно сте слушнале, сте разбрале во неврзани разговори со охриѓани, дали некаде се разговарало на оваа тема? Затоа што обично кога нешто ќе се прави во градов, малниот градот, сите се знаеме, од муабет на муабет што се вели, ќе се дознаат работите. Дали претходно знаевте дека нешто ќе се вршат некакви зафати на Липашината џамија пред да почне да се интервенира на истиот објект? Имате ли некакви сознанија? За мене лично може да кажам дека до тогаш немав сознание, затоа што сум појќе на релација Охрид-Скопје, бев еден подолг период Скопје и немав. Меѓутоа ги гледам и другиве зборовете, ама сето тоа некако така нафрлено, речи. Самиот случај што ви го кажав овој за Великден, тоа беше иницијалната каписла. И од тука почна сега испитување. Што правиме, како правиме, зашто правиме, што е работава. Јас сум дипломиран градежен инженер. Тоа сакав да кажам за оние кои што не знаат, повеќето ве знаат дека сте градежен инженер, значи познати ви се работите од таа сфера. Да, меѓу другото имам 4 години работе на ревитализација на Котор после земјотресот во 78 година. И знам еден град, како што е Котор, е многу интересен град од аспект на историја. Знам што се треба да се прави. Не реков се дека знам, ама знам многу работи. И сега реков да видиме што се прави дека, што е нешто ко премолчено, ко шушуру мушуру, што е работава. И то, знаете како, кога ќе скриеш нешто, те дразни да видиш што е работава. Така почнавме да испитвиме. Се јавивме по телевизија, по некои новински агенции, така, Скопје разговаравме со сите, почнавме да чепкаме, излегуваат некои работи на виделина, дури бев повикан во Заводот за заштита во Охрид да ми презентираат дека
све се работат како што требит. Побаравте ли прием таму, значи... Тие ме побараа. Тие ме Прво побараа. тие ме побараа. Ми реков, добро, ојдов таму, директорката имаше документација, молеме, видите вака. Јас не сумњам дека ова документација имате работено туку така, без веза. Меѓутоа има некои работи што нас ни се сумњиви. Се заврши како што се заврши муабетот, после тоа со директни контакти со нив, преку притисоци, преку јавни вака медиуми, почна да излегат работите, имат одобрение за градба, немат одобрение. Како ќе се работат објектов со одобрение? Излезе дека со конзерваторско одобрение тие може да работат на тој објект. Што ви беше вам сомнително дека ете не се работи Сомнежот почна согласно закон? Да, Значи што ве испровоцира да помислите дека нешто е вон закон? Па сама на табла кога ќе видите, значи на незе се знае што све треба да стои. Не беше потполно онака како што е со закон пропишена. Од друга страна тука Али Пашината џамија е не е споменен културно заштитен објект. Но тој е од неодамна ставен под заштита. Да, под заштита на културата. И сега на управата за заштита на спомениците. Кога четнавме дека одобрение за градба треба не дека е доволно конзерваторско одобрение, замислите конзерваторско одобрение, со конзерваторско одобрение се работат, а се работат со багер, со камиони кипери. Значи тоа е малу, не знам, не треба си многу умен за да сватиш дека овдека нешто што е работела. Како може? Знаеме ние таму уште од порано, уште Билјана кој беше стоковната куќа, таму кој имаше испитувања, ние како граѓани, не како стручњаци, како археолози и така натаму, дека се најдоа некои работи од рано христијански период. И сега почва да клокотите. Со конзерваторско одобрение. Значи, всушност, малку да појасниме за гледачите. Всушност, вам, кога бевте во Заводот за заштита на спомениците, ви беше презентирано дека е дадено одобрение за вршење конзерваторски и реставраторски работи, што не подразбира вршење и градежни работи. Да. А на терен констатиравте нешто друго, дека таму се вршат и градежни работи. Така. Тоа оттаму ви дојде вас всушност сомнежот дека се случува нешто што не треба. Точно. Ако ти рече некој дека со конзерваторско одобрение може да се работат и работи, ти гледаш таму багери, значи што е сега? Кој е овдека будала во приказкава? Значи некој те иритира просто. Тие ремети комплетната интелигенција. И тогаш веќе почви нешто е сумњиво овдека. И почват се преписки, тие во последно ние побаравме. Продолживте ли контактот со нив? Значи контактиравте понатаму? Не, се беше преку медиум, преку дописи, преку преписи. Ние се обративме до Министерство за култура, до Министерство за транспорт, до Државен градежен инспекторат, до МВР. До сите се обративме. Што побаравте? Да се приспита постапката, што се случува таму или? Имавме допис на некои 3 страни, кај што елабориравме целата постапка, што таму се дешават. Имавме, може да презентирам ова, кој гледате, регистратор има многу документи што ги добивме, по кој све член тие имат прекршено и таму работат несоодветно. Имате едно 5-16 членови кои што се прекршени. Доволно за да будат што овдека сушно се случи. Дојдовме до согледување дека од нашиот завод од Охрид, од надзорите што се наши, барани се во даден момент некакви појаснувања и дообјаснувања до Министерство за култура. Чудна работа, тие се во колизија, едните со другите, а работат заедно на ист проект. Едните со другите се конфронтират и почваш да сумњаш што овдека всушност се дешават. Така да на крајот побаравме и увид во документација, согласно со законските прописи, да ни се дозволи како здружение на граѓани да имаме увид во документација. Значи периодот како што врвеше, нас ни дадоа увид во документација, ги собравме сите документи и видовме дека таму има стварно работи кои ние како совест можеме само да ги стартуваме, да ги чепниме во нивната совест, во совеста на институциите, што треба да прават. А ако не, ќе видиме
како понатаму. Бидејќи по широката јавност, која што е и тоа како заинтересирана за оваа тема, нема можност, значи нема увид во таа документација. Еве, вие како здружение сте успеале да стигнете до институциите и да ја видите што воочивте. Значи, еве, да ни кажете овдека што видовте, какви неправилности воочивте од тоа што ви беше приложено. Па сега вака, самиот завод, самите надзори имат барања за прекид на работите, значи на неколку пати. Имат барања за прекид на работите до ИВЗ. Значи, Заводот за заштита на спомениците си има свој надзорен орган кој што имат екипа постојано врши таму надзор што се случува. Така, дневник си водят, сите тие работи по слово на законот. Истите тие во даден момент барет да се прекини со работа. Значи, и директорката Тања и та имат барено да се прекини со работа. На неколку пати веќе јас немаме толку време да ги вадиме сите тие документи да ги гледаме. Јас само ќе ви раскажам во оваа ситуација. И дали се прекинало со активности? Во ниеден момент не е прекинато со активност. Значи, последниот допис беше од надзорниот орган дека се работе темели на објектот, а одобрение за градба немат. Значи, истите тие што велат дека е доволно конзерваторско одобрение, истите тие сега на друго место кажуваат дека не се обезбедени документите сите комплетно за да се добијат одобрение за градење. Објектот е тука, меѓутоа кога да се помисли некој одобрение за градење, ќе мисли дека некој нов објект ќе се прави. Меѓутоа имат одобрение и за реставрација, и за ревитализација, и за рушење требите одобрение. Не може кој како ќе сака да си работат. Посебно на таков деликатен објект. Значи, кога има одобрение за реставрација и за значи некакви зафати кои што треба да се прават, тоа се само зафати кои што може да се прават во оној габарит во кој што е објектот. Ништо вон границите на тој објект. Веќе сето друго се рачуна дека е извршување на градежни работи, зашто дозвола од Министерството немаше, барем ние кога стапивме во контакт со Завод и музеј, кога исто ја актуализиравме оваа тема, имаше и пресконференција тогашната директорка, тогаш се уште немаше одобрение. Дали во меѓувреме е добиено такво одобрение, имате ли сознание? До ден денес не е добиено и не може, затоа што тука имат проблеми со ДУП-от. Не се решени прашањата за деталниот урбанистички план. Меѓу другото, меѓутоа пак е повторам многу интересно таму, во меѓувреме се изработаа некои канцелари, санитари, не знам што. Во извештаите од археолозите Владо Маленко, Паско Кузман, написано е таму многу дека постојат на 2,20 под нивото остатоци од ранохристијанска базилика, мозаици постојат. Тие мозаици си поставуваме прашање сега, што е десено со нив? Таму се копаше, се работаше, се правеше, никакви испитувања не се направени. Најнуш изникнаа објекти кои се диво градба. Што имат под тие објекти? Се постави прашање. Затоа што тие кажуват 70 сантими под она е шут. После тоа почва да најдват разноразни слојови. Најдват од остатоци од стари градби, се мислит на црква, црквата градена на ранохристијанска базилика, на мозаиците, и сега се поставят прашањето на ова се во диво работање. Во ниеден момент не застанаа по барање на Заводот. Заводот бара да прекинет, тие не прекинват. И ние си поставяме прашање. Па добро, вие како Завод барате тие да прекине работа. Тие не прекинват. И што преземате вие да прекините. Значи, си копет, може се фрлени бетони, може се направени штети од непроценлива вредност. А каде се тука инспекцијските служби? Државен инспекторат е одговорен за таму. Ние во еден момент повикавме од државен инспекторат, дојдоја, видоја, си заминаа, немаат проблеми. Значи, си поставиме прашање. Дали ви беше даден некаков одговор? Побаравте ли од нив што е констатирано на терен и што констатирале всушност? Па да ви кажам дека нема неправилности. Значи инспекторатов вели нема неправилности. А самиве стручни лица од заводов кажуваат дека има неправилности. И сега тука доаѓаме до контрадикторности. Што е вистината? Зашто некој од озгора од Скопје идат и овде немат неправилности? Како немат кога евидентно е дека неправилности имат еден куп. Самите луѓе од заводот, самите надзорни
то го имат констатирано, не ние. Без разлика што се правда цело време конзерваторско одобрение. Што значи нешто овдека, вака да не речем, мирисат. Неубо мирисат. И треба да се испитат. Нашата следна фаза е да до институциите да притегнеме многу појако, многу поконкретно, многу поконцизно, пошто веќе сега све имаме. Меѓутоа, не сме да застани овдека. Так, за наредната фаза ќе зборуваме во вториот дел на емисијата. А сакам исто така да малку да продискутираме и колку се во ова што се случува е транспарентно пред јавноста, колку е таа запознаена, затоа што вака капитални проекти кои што се случуваат за градот, мислам дека е добро јавноста да биде информирана и можеби да даде свое мислење, затоа што впрочем и ние треба тука да живееме и нас најмногу не тангира сето тоа. Апсолутно сте во право дека транспарентност потребна, меѓутоа не можевме да бидеме транспарентни дури испитуваме. Значи, само да бидеме транспарентни да кажеме колку да имат само муавет, па да дојд чувствителни се моментиве, па да дојд некој дека овдека имат некоја верска омраза да се развиват. Сите тие работи не одговарат и затоа рековме, ќе исчешляме све како што треба и тогаш ќе излеземе. Да можеме да кажеме. Значи, ево, мала е ова мисија. Овдека ова се све документи кои се брани. Само да земите да ги листате. Това ви се документи од неколку месеци, Да. Допрва ќе следуваат сигурно. Допрва ќе следуваат, сигурно. Овие само да ги листате, ќе видите колку време ви треба. А не да ги прочитате, па сега да изваите од нив концентрат и да го пренесите преку за да не дојде до забуни. Луѓето многу лесно ја лапат јадицава што велиме. Во Охрид и сега ќе почнат вие албанци, ние македонци, турци, и на што направивме? Не ни е целта ние да се скараме. Целта е да бидеме културни, да можеме да ги почитуваме различностите, да ги почитуваме вредностите на сите. Ова е, да речам, некоја случајност што се случува на верски објект кој што е од муслиманска вероисповест, можеше да се случува и да биде објект кој што е од христијанската, исто така би реагирале доколку нешто е вон законот. Малку ќе ве одморам тука, па потоа продолжуваме со разговорот. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелете во Fish and Lounge бар Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера овој викенд заедно со Маестрал Бенд и Романтик Бенд. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Го знаеш она чувство кога уживаш во нешто. Она кога знаеш дека правиш нешто добро за себе. Тоа е она чувство кога уживаш со бистрите супи на Подравка. Создадено од најфините состојки со вкусна вистинска домашна супа. Направи супа, создади чувство.
Подравка. Уживај во единствениот домашен вкус на бистрите супи од Подравка. Постојано ниски цени. Лазањи 500 грама 77 денари. Скуша 1 килограм 105 денари. Малиџано 340 грама 52 денари. Лут ајвар 680 грама 125 денари. Кам, купувај мудро. Откри што е ново во светот на Вегета. Со внимателно избрани врвни зачини, увери се дека не постои рецепт за кој не си дораснат. Покажи што знаеш со зачините на Вегета Маестро. Вегета Маестро. Прстофат инспирација. Природен избор за домашен вкус. Вегета Маестро. Блага пиперка. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Господин Анчев, продолжуваме ние со нашиот разговор. Значи, вие овде како председател на Сдруженијето Совест разговараме за некои проблеми кои што го тангираат градов, кои што се случија во минатото, но кои што ни се случуваат и сега. Целта на ова здружение, ако може некако тоа да се спречи, да се стопира, за да немаме некакви несакани последици во иднина. Конкретно отворивме тема за реконструкција и конзервација на Липашината џамија, која што започна негде пролета од април месец и која што го разбранува ова здружение, затоа што според некои ваши сознанија, сето она што се случува на терен, дел од работите, значи кои што се случуваат, се без одобрение и се вон законски рамки. Мислам дека она што најмногу ве испровоцира во целиот овој проект е висината на минарето кој што е предвидено да се гради тука, а тоа е висина од 32 метри. Навистина еден импозантен објект кој што е во центарот на градот, во старото градско, би требало да биде, значи предвидено е, да биде во старото градско јадро. Многу нешта ќе се измена доколку се изгради овој објект и зошто е токму висината ви е она што најмногу ви пречи? Па видите сега, Охрид е познат вака, брендиран како град на 365 цркви. Значи, тоа е брендот на Охрид. Сега одеднуш во строгото јадро, во Сршта, вадиш еден објект 11 спрата висок и си поставуваме прашање ние зашто толку висок? Што сакат со тоа да се покажат во сепак христијански дел? Знаеме што е намената на минарето, меѓутоа овде кај изгледат се работат за некој минаре од арабиски модел,
Значи, ако смете дека 11 спрата таков објект во Охрид немаме висок, ондека треба да се клајт, јас велам вака, ќе се мени силуетата на Охрид. Да бидиме реални, кој сака што сакам нека речете. То 365 цркви ќе се забораат. Зашто? Затоа што кажете ми кој му сега истика тие 365 цркви, како е, што е дојамот кога ќе видиш, прво гледаш, перцепираш тоа што гледаш пред тебе. Наеднош во сред град ќе излегви 32 метра минаре. Во денешно време зашто толку минаре? И сега тука почват непријатности настануваат, нормално од исламска вероисповест, ама тука имало минаре. Па видите вака, баш тоа што имало минаре, не терат се да кажеме да, тука имало и црква, тука имало и рано христијанска базилика. Ако е така, а така е, да видиме, пошто објектот Алипашина џамија е културно наследство. Одлично. Дали може во права смисла на зборот да биде културно наследство? Што сакам да кажам? Тој објект да биде од отворен тип. Собственост, да спомнам само, собственост на Алипашината џамија е Република Македонија, а ИВАЗа е само корисник. Сега, ако е така, ајде да видиме да не заштитено добро, да може, ево јас 62 години таму никогаш не сум влегол. Не знам, не сме имали шанса да влеземе, не знам зашто, нека не ми го земи за лош. Меѓутоа сакам да влезам и да видам една историја, од праисторија до денес, како се тоа одвивало. Имало минаре, одлично. Нека извајат документи, слики, фактографии. Нека дали кажат... било и толку високо? Значи, затоа што станува збор за реконструкција и конзервација. Значи, пак ќе речам, треба да биде во оние рамки, како што било во минато. Е сега и тука е дискутабилно од колку далечно минато треба да се врши реконструкција, и конзервација на некои објекти, но да не навлегуваме до толку во детали. Значи, дали е докажано дека минарето кое што било некојаш било толку високо? Да, во извештаите има некоја слика, кај што сега, нормално, со некои пресметки се вели дека треби да е толку. Меѓутоа, пак ќе речам, ние ако се врашчаме назад, ако ги откопвиме гробовите до Даскет, па ние кај ќе дојме, ќе нема место за живите. Значи, нека биде така. Луѓе, дојме да видиме. Ќе биде Охрид е град на УНЕСКО. Па Охрид треба тие културни добра да ги вадит, на секому да му се достапни. Да видиме што значи рано христијанска, да ги видиме тие мозаици, да видиме таа црква, да видиме историја. Дошле турците, да, дошле, па вака било, па така било. Имате една голема приказка која е добро за сите. А вака, знаете што, ние пошто надкреваме сега, да, вие имате против исламот, против ова, против она. Напротив, немаме ич против. Јас лично можам да ви кажам еден случај мој личен. Јас пред 23-4-5 години, не знам колку беше, имам донирано герамеди за текет овдека, што е одма до Алипашината џамија. Значи, јас никогаш не сум имал проблем со верата. Имате ли пријатели од, предпоставам, имате затоа што сте космополити, сте така човек од градов Еснав, кој што има многу контакти, дали имате пријатели од муслиманската вероисповед и еве што тие велат на оваа тема? Сигурно сте разговарале. Знаете, најинтересно ми рече еден, вака ми е многу голем пријател, албанец е баш, ама многу си го сакам и го почитуваме, врвен интелектуалец, многу разбран човек. Ми рече, добро бе, сега ќе испадни дека уствари ние ве провоцираме вас, не вие нас. Шо потреба, рече, толку високо, толку големо минаре денеска во вашиот дел? Мислам дека не е во ред. Значи, не беше нешто децидно, ама си правиме муавет сега. Си разговараме, шо да направиме за работиве да ги смириме, да моиме како што си пиеме во турска чаршија, како што се дружиме, да продолжиме се дружиме, а да не биде тоа сега рак рана да ни постане минарето. А доколку минарето е со помала висина, дали тогаш е оправдано да имаме тука во центарот на градот таков еден верски објект, или воопшто сметате дека нема потреба од такво нешто? Па ние сметаме дека ваква каква што е Алипашината џамија, ако се реставрират, ако се направат, ако се извајат сликите од минарето како било, шо било, ќе е доволно да си функционираат. Затоа што сметаме дека на тоа место минаре со намена
дека нормално тие молитви си правят, си пеят, сега звучници имат, ај сега и тоа реално да правиме муавет. Господа од исламска вероисповест, вие сакате да извајме 32 метра тамо и од озгор да ги ставите звучниците и што мислите, што ќе се деси? Ќе треба со базуки некој да ги пукат? Не имат разни. Имат културни луѓе, разбрани што ќе саке да се разберат и луѓе што им се палят жичките, им се лепат. Така да нема далеку да ојме. Најдобро е вака како што е да се реставрират, да се прикажи то културно наследство, да имаме образ. Вакви објекти, знаеме во светот, во Кордоби, во Париз, во секаде прајани се, кај што се вади све што е најдено, се најде и тоа е споменик. Тоа е култура. Ние различностите. Да, дошле кога дошле тие затекнале нешто турците овдека, значи да го извајме тоа што го затекнале, тие пред тоа што нашле, да ги видиме се тие работи. Ако не можеме да си го дозволиме тоа нешто, така да гледаме на работите, не само за себе, само нашиот дел да го прикажуваме. Дали доколку се градеше еве во централното градско подрачје, во строгиот центар, крст со висина од 32 метри, Сдруженијето Совески реагираше исто вака како што реагира сега? Знаете што, нема да ни вервите. Дека вистина ќе реагиравме. И нашето мислење на целото здружение дека се во ова што се гради, си овие крстови, низ Македонија што се градат. Премногу е веќе. Ова е 21 век. Имаме доволно цркви, имаме доволно објекти, кај што може сите тие работи да се извршват. Со градењето сега, ево да речем, Господи прости ме стварно, меѓутоа со градењето и на цркви, на џами, не оме далеко. Нас, болниците ни се катастрофа, образованието ни е катастрофа, детските градинки ни се катастрофа, спорт, култура, све ни е катастрофа, ние градиме цркви и џами, кај ќе стасаме. Не оме далеко. Не им обезбедуваме на децава иднина. А што сакаме појќе? Со Минарево ќе ги решиме сите прашања, со крстоите ќе ги решиме сите прашања, сите глупости што ги правя во животот, јас ќе ги решам со тоа што ќе издржам црква и Господ ќе ми ги прости гревоите. Ако имаш пари, ако си бизнисмен, ако сакаш да направиш црква, поголема црква ќе направиш, едно оделение, кардио, хирургија, не знам ова, да го средиш и да знаат луѓето да бидат среќни, него црква. Шо? Многу гревови и едниве и другиве. И саке да се ги искупат гревоите. Значи сега да не се оддалечуваме многу од темата, повторно да се вратам на тоа што ни е, значи, примерна тема во емисијава. Реконструкцијата и конзервацијата на Липашината џамија всушност не представува проблем, туку представува проблем сето она што се гради дополнително и што е вон законот. Значи немаме одобрение за градба и не го кршиме законот на некој начин, а и изградбата на минарето кое што е предвидено и тоа е дискутабилно дали е законски, дали за него ќе имаме одобрение. Не имат. Значи тука да се фокусираме. Сето она што е вон законски што се прави во градов, тоа ни боди очи. Ама апсолутно на ова тема просто нема потреба што да се дискутират. Замислите сега каква порака е да во централно градско подрачје во Охрид некои си работат на својагла. Значи му пуштаме порака на сите луѓе, фатете си го редот, градете си диво затоа што овдека изгледа е дива држава. Некого не почитуваат. Затоа што да дојде во ситуација заводот кој го прави проектот, кој го издават одобрението конзерваторско. Истиот тој да вели престаните со работа, и не се престави со работа. Која порака, кои институции? Што му порачуваме на народот? Да се справи со институциите, да влегват по општини, по МВР, да се расправат? Каква порака е? Па ние дел ми велиме европски вредности. Кои европски вредности ако се понашаме овде како пред 200-300 години? И сега сето ова е под надлежност на Завод и музеј, на Управата за заштита на културно наследство, Министерството за култура, значи е на едно повисоко ниво, ги надминува локалните граници и рамки, но тоа не оправдува ако ние локално не реагираме. Значи дали локалната самоуправа на некој начин тука ќе биде вклучена, инволвирана, еве советот на општината, дали сте стапиле со нив во контакт и што велат тие? Дали тие можеби ќе потегнат некаква иницијатива до институциите кои што се надлежни за овој проблем да се бара некакво решение? Па ние се обративме до локалната самоуправа, бевме упатени на Државниот градежни инспекторат во Скопје, на Министерството Стрампа, затоа што за овие работи надлежноста е во Скопје, не е во Охрид. Меѓутоа,
Со оглед дека се работат за Охрид. Со оглед дека гледаме како институциите од Скопје реагират. Со оглед дека, значи сумњаме, сомнежи се во прашање, дека нешто овдека не е како што треба, да не прејуцираме, не знаеме што е. Главно дека нешто не е како што треба, не е. Ние ќе почнеме сега, ќе мораме да притискаме, ќе одиме и до локалната самоуправа во Охрид. Не може локалната самоуправа туку така да се исклучи, проблемов е охридски, така да ќе ги надкрениме сите институции и мислиме дека вистината ќе излезе на виделина. А од ИВЗ, ако се коректни, треба да дозволят да се работат онака како што законодавецот рекол. Ако така преме, ние нема што да имаме проблеми. Ако све си течи како што треба, нема што проблеми да имаме. Не може сега, тука веќе имат објекти направено Дивограда. Што имат од доздела? А знаеме дека доздела имат. И Владо Маленко, и Паско Кузман имат констатирано. Овие се вашите следни чекори на Сдруженијето или имате планирано и уште нешто? Во главном, локалната самоуправа и институции во Скопје ќе бидат малтене бомбардирани. Значи, нема да ги оставиме намира. И Советот на Охрид нема да го оставиме намира. Без разлика што имаме разбирање дека сега се нови промени, не се уште уходени. Значи давате некој период за да бидеме на некој начин се воспитани културни. Да почне да функционира, да се видат работите каде се и како. Али да се помириме со тоа дека ќе остане нова вака и дека кокајна што знаат сите, демек ќе помени тоа, тресла се гора, родил се миш, ќе помени. Нема да оставиме така, затоа што ова може ние прв проект вака. Меѓутоа, веќе разговараме и со другите граѓански здруженија во Охрид, како заеднички да допринесиме, секој во својот домен, со поддршка едни од други, да направиме нешто во градов. Да не оставиме само црно-бело во Советот на Охрид да се решават. Да видят дека имат и други работи. Дека постојат и референдуми, постојат и многу понеубави работи, така да кое време сме? Можеме ли да бидеме барем минимум културни, толерантни, транспарентни? Кај што го спомнав зборот транспарентност, ми текна сега дека во Али Пашната џамија на одредени медиуми не им е дозволено да пристапат. Зашто? Не јас ко 6 годишњак. Ќе опрости и дете од 7 години. А дали вам ви е дозволено, еве вие како здружение, како председател, дали имате доколку побарате, значи дали ќе ви се дозволи да влезете натре да видите што се случува? Ние сите активности ги правиме преку заводот. Значи рачунавме дека заводот е носител, заводот е надзор и дека правите информации ќе ги добиваме од нив. Надзорот е должен да води дневник секојдневно, да кажи што е, како е, зашто. И како така, на основа тие работи, тие имаат барано престанок на работа. Кој престанок на работа не се почитуваат. Страшно е. Грозно е, страшно е. Вервете ме дека е грозно. Значи, ова, колку што можам да сватаме, е само почеток на ова ваша борба против овој проект кој што еве за вас. Значи, не тврдиме дека се незаконски, но има сомнеж за тоа. Затоа се бара институциите да го испитат случајот. Сте се обратиле до сите релевантни институции, од некои сте добиле одговор, а од некои сигурно и не. Кои ви одговориле, а кои се уште од кого чекате одговор? Ни одговорија од Државниот инспекторат и од Министерство за култура, Куфоенакис, нивната што беше одговорна. Куфоенакис беше и овде на терен, значи дали се сретнавте со оние, се видовте ли? Не се сретнавме, затоа што не ни се јави, дали сметаше дека ние не сме интересни. Не ни се јави. Меѓутоа, сакам само нешто да ви кажам и ево еден допис од конзерваторскиот надзор на ден 26 мај. Известуваме дека и по неколку предупредувања за прекинување на работите на изгреба на тоалетите до обезбедување на одобрение за градење, работите продолжуваат. Дека и по неколку предупредувања за прекинување на работите без одобрение. А заводот вели конзерваторско одобрение е доволно. Надзорот вели немат одобрение за градење. Значи во самиот двор на Липашината џамија е изграден објект. Да. За тоа станува збор овде, само да појасниме за до исламската верска заедница, заводот, верите.
Исто така, во мај, бидејќи е во тек процедура за добивање на одобрение за градење, врз основа на изработен конзерваторски проект и добиено конзерваторско одобрение, неколку пати усно ви укажуваме да ги прекините градежните работи, се до добивање на одобрение за градење. Бидејќи нашите устни наредби не се испочитувани, бараме да се направи прекен на градежни работи за горе наведените објекти. До Исламска верска заедница, ова е од директорката на заводот. Пишено. И вакви ги имат едночудија. Меѓутоа, значи, некој не почитува ништо. Значи, џабе некој си кажвит, џабе некој надзор, што е глумење овде, глумиме надзори, глумиме изведувачи, глумиме си леджи, на крају крајава. Уништуваме добра, па таму ако уништено, тоа е страшно што е уништено. Ако е со конзерваторско одобрение, знаете што е дека многу интересно. Може, да речеме, во Стариот град, секоја куќа што треба да се руши има малтене проблем. Што е нормално, Охрид изникна на некој стар Охрид, така? Па да видиме, наместо да барат луѓето одобренија за градење во општина додет, нека си седнат со заводот, нека добиет конзерваторско одобрение и да си градат. Значи, почвиме веќе со мајтап да ги правиме работиве. Мислам, не смееме да дозволиме да дојме до таа фаза. И сега овдека ви прочитав малце колку да видите дека не го правиме нештото за инет, не го правиме нештото затоа што ива што влегол во џами, не убајна се плашите џами. дека ќе бидете обвинети за верска нетолеранција? Дека ќе ви залепат такви етикети, дека имате нешто против Ама душава муслиманска мене лично вероисповед? ми е чиста. Значи, немам ништо затоа што имам докажано дека немам против верата со тоа што сум донирал. Јас сум донирал за исламска. Тогаш имав проблеми со христијаните. Абе, ти на муслиманите му даваш донации? Јас давав и за цркви, ама не земав тапанче за да слушне другите. Значи, ево, после 25 години, дојде времето, интересна работа, да кажам, да се пофалям дека сум донирал за исламска верска заедница. Текето во комшија, дека кровот е, герамидите се мои. И сега пак да се вратам малце и за минарето. Едно минаре има тука, друго во христијанскиот. Што ќе правиме сега со минаринава? Кога ќе викаме? Минарето и со висината, како е дојдено до оние висини, историски гледано. И минарето значи превласт. Поблизу до Бога, од озгора, да држиш на еден круг, кој што ќе биде под твоја команда. Сега вака звучи многу поедноставено, меѓутоа таму отприлика така и стојат работите. Така да, ако се фер, треба да се седнат, да си размислят дека чувствата на христијаните се повредени. Значи, ние гледаме како провокација од нив према нас. Ние не гледаме како ние да ги провоцираме. Ние сме во фаза одбранбена. Луѓе, немојте сега, што правиме проблем кај што нема проблем? Да, јас мислам дека воопшто и не е цел да се провоцираме, значи ние веќе векови нанас да живееме заедно и навистина сакаме да се гради тој соживот на задоволство и на интерес на сите. Пред се, ова беше наменето за она како Охрид во перспектива би изгледал и што би се изгубило од неговата автентичност и од она што ни е нас како карактеристичен белег. Сите проекти кои што ќе се во интересот на овој град треба да бидат вака јавно и транспарентно представени и да се разговара за нив, да се слушне јавното мислење. На крајот, значи, на самава емисија, сакам, бидејќи цело време се повикуваме на граѓаните, само уште една анкета кратка, која што ја снимавме за потребите на информативната редакција, да ја видиме што дел од граѓаните размислуваат за изградбата на минарето и на неговата висина. И тоа ќе ни биде како некоја завршница на овој наш разговор. Да, знам. Го добрувате тоа? Нема нешто посебно дадено и тоа е тоа, слободно да кажам, не го одобрувам. Не го одобрувам. Ето имаме едно минаре карши него. Се наоѓа на 10 на 20 метров. Јас сматрам дека нема потреба од тако здание сега поново да се изгради во стречарчија. Не сум за толка височина нагоре кревање минарето. Мислам дека ќе се смени, ќе се смени изгледот на чаршијата и така, и неќе е она што е сега. Немам размислувано околу таа работа.
Дали тоа би се допринело да се промени изгледот на чаршијата? Па веројатно да. Има надлежни за тоа кои да мислат. Види се, тоа е, како викаме ние, од Бог конак. Значи, тука беше џамија. Да? Да, ма дали... Сум против тоа, не. А не дали ќе против. се наруши изгледот на чаршијата, амбиентот во моментот? Тоа во моментот требало да размисли тие што му дале дозвола за градба. До каде треба да се дигнете и што да се дигнете. Значи, е бадијала све, да зборвиме ние кога дале веќе одобрење. Тој што дал одобрење, тој треба да одговара за тоа. Значи, висина се знае во чаршијава колку треба да бидете. И колку треба да бидете издигнато. Не знам, ми слушаме така дека ќе градата како што настав. Дали беше толка... Дали ќе се смени изгледот на чаршијата? Па нормално да. Тук ќе рушат дучани во она ќе го направи тие. Ако нешто ново се гради без одобрение, без согласност на структурите на општина, сигурно не сум за тоа. А иначе, ако е све по канален ред, како секој верски објект, нека се изгради се. Каде е таа локација, точно не знам. Јас сум против тоа, да се гради. Зашто тоа се гради на црква. Го знам тој случај, на црква се гради. И заради тоа сум против. Господин Анчев, тоа беше дел од размислувањето на некои наши граѓани кои што по случаен избор беа анкетирани, си го кажа своето мислење и како што реков, се надевам дека во иднина проектите кои што се поврзани со градот, со неговиот развој, со неговата иднина, ќе бидат јавно и транспарентно објавувани, ќе можат граѓаните јавно да се изјаснуваат дали се за и против. Мислам дека така најдобро ќе се носат најдобри решенија кои што нема во иднина да бидат штетни за идните генерации. Да се надеваме дека ќе биде така. Меѓутоа сега сакам уште една работа да ви речам на крајов. Добро е на ова тема со стручни лица, археолози, историчари да направите една дебатна емисија. Ние како совест ќе сме тука. Меѓутоа имат на папата папа, значи имат умни луѓе, со нив да се дискутират на еден културен, воспитан начин, мислам дека ќе е добро. Вашето Сдружение Совест, еве, нека ја разбусни совеста кај сите оние каде што е малку под заспана. Ја започнавме оваа тема. Да, има можност за реализација на уште многу други разговори и интервјуа. Ке го следиме ние во континуитет овој проблем и секогаш во интерес на граѓаните ќе информираме за се она што е ново околу тоа. Благодарам за ова ваше вечерашно гостување, па до некоја наредна прилика да видиме како Сдруженијето понатаму ќе делува. Ви благодарам. Благодарам јас.